Овие снимки станаа вирални пред неколку дена кога вработените во Националниот парк Шарпланина се обиделе да спречат ратрак кој превезувал туристи, бидејќи според нив операторот немал дозвола. Истиот ден случајот беше пријавен во полиција, при што беше наведено дека еден вработен се здобил со повреди. Воедно во соопштенијето од Националниот парк беше наведено дека при инцидентот бил загрозен животот на нивните вработени. Раководството на Националниот парк Шарпланина пријави кривични дела по пречување службено лице при вршење службена должност и предизвикување општа опасност, односно дека неколку лица со ратраци се обиделе да ги прегазат вработените во паркот, при што едно лице, чувар, било удрено со механичка опрема и се здобило со повреди. Но случајот доби поинаков тек, што отвора и низ прашања. Директорот на Националниот парк, институција која го пријави настанот и повредувањето на својот вработен за време на извршување на должноста, изјави дека ниту еден вработен не бил повреден. Shikoni, nuk ka patur lëndime të punonjësve. Gjatë atij aksioni kam qenë edhe unë bashkë me kolegët pjesëmarrës, kështu që nuk kam lejuar që situata të del. Оваа изјава беше дадена на пресконференцијата на која директорот Елмази информираше дека Националниот парк постигнал договор со приватните оператори, меѓу кои и со оној за кој пред неколку дена беше поднесена пријава. Kontratët që janë lidhur tani përfaqësojnë një hap të rëndësishëm përpara drejt vendosjes së një bashkëpunimi reciprok dhe konstruktiv ndërmjet parkut kombëtar dhe operatorëve ekonomik, të cilët kanë dhënë kontribut në zhvillimin e turizmit në këtë rajon. Но што се случи по подпишувањето на договорот? Të tre palët pra në shkruajtëm një deklaratë që pas arritjes së marrëveshjes të dërgojmë një iniciativë te Ministria e Punëve të Brendshme për të ndaluar pra kallëzimet penale në të ardhmen për rastin. Според договорот, подпишан меѓу приватните оператори и Националниот парк, еден ратрак да излезе на терен, дебелината на снежната покривка треба да биде минимум 50 см, а еден оператор може истовремено да ангажира најмногу 4 вакви возила.